И Советот на општина Кочани се вклучи во барањето помош од Министерството за земјоделство за решавање на проблемите со откупот на оризовата арпа. На последната седница беше усвоен заеднички писмен документ со кој советниците им даваат подршка на земјоделците кои произведуваат ориз во нивното настојување да се најде ефикасно решение за сегашната состојба. Во информацијата за производството, пласманот и цената на арпата, што беше изготвена и представена од подрачната единица на Министерството, беше речено дека се уште има контроли на теренот. Имало и извесен откуп со цени што се нешто повисоки од оние кои ги изнесуваат земјоделските производители. Имаме информација дека во 2 откупни пункта веќе имаме откуп на оризовата култура, односно оризовата арпа, со цена од 18 до 20 денари, па затоа и ја имаме доставено оваа цена овде со која што најмногу ве интересира вас и самите производители. Советниците реагираа дека откупната цена што е наведена во информацијата од подрачната единица на Министерството не е соодветна со реалните случувања на теренот. За жал информациите од теренот не зборуваат дека може денес да продадете ориз, арпа по цена од 18 или 20 денари. Значи, ниту една од откупните центри не откупува по оваа цена, туку цената во која што откупуват е 15 и 16 денари. Еве, ве повикувам одговорница, дојдете и кажете каде може да се купе по 20 денари арпа. И кој е начин на плаќањето? Дали тоа веднаш ќе биде платено или ќе биде платено после извесно време? Како начин за решавање на проблемите со откупот и ниските цени, беше предложено да се намалат површините што ќе се сеат со ориз. Неопходно е намалување на овие површини. Ланската година имаме зголемување на површините под ориз. Еве до каде доведе тоа. Неопходно е намалување на површините под ориз, поминување на други култури кои што се поисплатливи за земјоделецот, поминување на градинарство. Малку е потешко за работа, нормално од оризот, меѓутоа таму е економската оправданост. Согледувајќи дека има потреба заеднички да се реагира за лошата состојба со оризопроизводството, беше предложено Советот да упати барање до Министерството за земјоделство да се преземат соодветни мерки. Текстот на писмениот документ им беше представен на советниците. Советот на општина Кочани бара од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во најкраток временски период, во рамки на надлежностите што ги има Министерството, да се заложат и да преземат конкретни мерки во врска со навремениот откуп и цената на оризовата култура на подрачите на општина Кочани. Ваквото писмено барање доби едногласна поддршка од сите советници. Сепак, со оглед што реалната моќ за влијание на Советот врз државните органи во слични ситуации досега не се покажала како многу ефикасна, прашање е дали тоа нешто ќе промени или поверојатно е оти ќе си остане мртва буква на хартија.